Добар ден на сите. Почитувани медиуми, на почетокот да изразам задоволство од присуството на председателот на ВМРО ДПМНЕ, професор доктор Христијан Мицковски во Василево. Денес сите заедно ќе посетиме повеќе локации во повеќе населени места, каде што се изведуваат во моментот градежни активности, но и веќе завршени проекти. На самиот почеток, кога го презедов раководењето со општина Василево, затекнавме катастрофална финансиска состојба. Општината имаше долг од околу 100 милиони денари и блокирана сметка од над 10 милиони денари. Ќе се согласите сите дека тоа е преголема блокада и преголеми финансиски средства за една општина како што е нашата. И затоа уште од самиот почеток јас со мојот тим во општината си поставивме цел првично да ја стабилизираме финансиски општината колку што можеме, бидејќи кај нас во општина Василево секојдневие стана извршните решенија и тужбите. Во таа насока направивме реалокација на повеќе средства на парите на граѓаните во буџетот, таму каде што е најпотребно. Односно, инвестиравме скоро во сите области за кои што е надлежна локалната самоуправа. Инвестиравме во спортот, во детската заштита, во културата, во многу комунални инфраструктурни проекти. Само сакам да напоменам дека во патната инфраструктура, која што ни беше прв и најважен приоритет на почетокот, инвестиравме повеќе од 50 милиони денари, што е историски гледано од почетокот на основањето на општина Василево, и сето тоа реализиравме, односно асфалтиравме повеќе од 5 километри локални патишта и улици, и тоа само за една година. Сето тоа го направивме, како што реков, со голем ентузијазам, имајќи предвид финансиската состојба на општината. Посебно сум горд што го реализиравме патниот правец Нова Мала до Брашинци, кој е во должина од 1 километар и со вредност од 12 милиони денари. Со тоа решивме долгогодишен проблем на населените места Чанаклија, Нова Мала, Добрашинци и Висока Мала, односно на така наречениот подогражденски регион. Го реализиравме и долгогодишниот проблем, односно го решивме во населеното место Владевци, значи Горно и Старо и Ново Владевци, во должина од 2 километри со вредност од околу 20 милиони денари. Ги реализиравме и улиците во Градашорци, кон индустријската зона и во Василево покрај Каналот, а исто така асфалтирана е и улицата која води кон црквата Свети Илија во Радичево, која денес и планираме да ја посетиме. Во наредниот период во делот на патна инфраструктура ќе го реализираме и патниот правец кој води кон манастирот Свети Ѓорѓија во Дукатино. Исто така очекуван од граѓаните и долго време проблем кој што ги тиштеше овие граѓани од Дукатино. Покрај патната инфраструктура, за која што можам слободно да кажам, доколку продолжиме со оваа динамика, моето ветување во предизборната кампања ќе се исполни да не остане ниту една улица неасфалтирана во нашата општина. Понатаму вложивме и во образованието. Посебно сум горд што целосно го реконструиравме подрачното основно општинско училиште во Висока Мала, која беше навистина во една катастрофална состојба, а сега децата, нашата иднина, имаат европски стандарди по кои што може да го одвиваат своето образование. Во образованието само за една година партерно ги уредивме 3 подрачни училишта, и тоа подрачните училишта во Дукатино, во Владевци и во Радичево. За тековната година граѓаните на општина Василево може да очекуваат реализација на 3 големи капитални проекти со конечно завршување во вредност од околу 60 милиони денари. Ке заврши изградбата на водоводниот систем во Дукатино, кој е со вредност од 28 милиони денари. Значи ке се реши еден долгогодишен проблем каде граѓаните од Дукатино преку летниот период воопшто немаа вода. Конечно ќе заврши изградбата на културниот дом во Василево, кој што е во вредност од околу 13 милиони денари, и го наследивме во една руинирана состојба каде градежните активности воопшто не беа почнати. Ние ги поместивме од мртва точка и сега веќе сме во ситуација да некаде јули биде завршена изградбата, односно реконструкцијата на културниот дом. Оваа година во Ангелци
ќе биде конечно завршена и пуштена во употреба и детската градинка. Денес ќе посетиме исто така во Нова Мала, каде се гради, односно се уредува партерно центарот пред културниот дом во вредност од 4 милиони денари. Овој проект исто така во летниот период ќе биде завршен и сите ќе бидеме сведоци како ќе се промени целосниот изглед на ова населено место. Така да мислам дека граѓаните на општина Василево оваа година преку целата година ќе бидат сведоци на една градежна офанзива каква што не се памети во нашата општина. Посебно сакам да истакнам дека нашата општина е позната и по индустријските зони. Ние имаме 4 индустријски зони, една од ретките рурални општини кои што има толку индустријски зони. Во изминатите 4 години на вистина имавме застој во тој дел. Јас денес од овде сакам да најавам дека сме во подготовка на документација за изградба на нова индустријска зона, со што вложуваме во економскиот развој на нашата општина. Изминатата недела само да кажам дека веќе објавивме за прв пат како општина Василево со своји човечки ресурси 2 градежни парцели на продажба. Тие чекаа повеќе години, го решивме овој проблем. Ова се нови средства кои што ќе ги искористиме во насока на изградба на инфраструктурни проекти, но и за раздолжување на самата општина. И за крај да го напоменам најглавниот проблем кој што е утврден од страна на граѓаните на општина Василево, според сите анкети и теренски средби со самите граѓани, тоа е канализационите системи. Навистина тоа е еден голем проблем кој што беше заборавен во изминатите 4 години. Ние почнуваме со изградба на делот фекален канализационен систем во Василево во должина од 1,5 км со вредност од околу 8 милиони денари, целосно финансирано од општина Василево. Замислете, централното подрачје Василево немаше ниту 1 метар канализација. По 21 век тоа е катастрофално, имајќи во предвид дека септичките јами кои што ги користат граѓаните доаѓа до излевање нивно и до загрозување на животната средина. Јас знам дека со идната влада на ВМРО ДПМН и со председателот Христијан Мицковски целосно ќе го решиме овој проблем на Василево, односно ќе го загружиме овој проект и Василево ќе добие целосна фекален канализационен систем. Но овде не застануваме, оваа година ќе градиме фекален канализационен систем, односно делот фекален канализационен систем и во населените места Ангелци и Пиперево. Мислам дека граѓаните треба да очекуваат на Василево подобри услови за живот понатаму.